Минатата недела објавивме сторија за едно семејство кое влегло во Стапица, обидувајќи се што поскоро да се пресели во Австралија. Дале 8.500 евра, а ветените визи никогаш не стигнале. Откако му се исплатени сите средства, тој веќе почнува да губи секаков контакт со моите странки и има изговори дека паднало од дрво, дека дедо му починал, дека детето му е болно и нонстоп се случуваат такви работи. Случајот го привлече вниманието на 360 степени, бидејќи за него има пријава уште од 2018 година, а се уште нема ниту првостепена судска одлука. Судењето оди бавно поради ретките рочишта и честите отсуства на обвинетиот. Новост по нашата сторија од пред 7 дена е што во меѓувреме требаше да се одржи ново рочиште, но како повеќе пати претходно, тоа се одложи поради отсуство на обвинетиот. На самата расправа се појави полицијата и кажа дека тие створиле напори за да присилно го доведат, но истиот го затекнале во Центарот за јавно здравје дека е тестиран од коронавирус и дека истиот треба да биде дома и во изолација. Но јас сметам, истото го приговорив на записник, дека тој само иницијативно се јавил на лекар и побарал за истиот тој ден да биде прегледан и тестиран од коронавирус, свесно знаејќи дека по неговото тестирање тој треба да биде во изолација. И за нив, односно за неговиот бранител, нормално тоа е оправдано отсуство, за мене сметам дека е тоа неоправдано и дека истиот можел тестирањето да го одложи за некој друг ден, се со цел да имавме уредна расправа. За новото одложување став побаравме од обвинетиот ДМ од Прилеп. Тој ни испрати позитивен тест на COVID-19 и решение за 10-дневна изолација. Како и минатата недела, не ни даде став зошто земал пари, а не помогнал да се добијат визи на 4-члено семејство од Скопје, ниту дали планира да се појави во суд на следното рочиште. Тој се товари за измама со сторена штета од позначителна вредност, за што е предвидена казна од 3 месеци до 5 години затвор. Според оштетените, сепак не е се постаро. Медиумскиот интерес ја сменил атмосферата на последното рочиште. Па се чувствуваше поинаква атмосфера затоа што обвинителот најпрво се појави на расправа, претходно не доаѓаше, најверојатно сметал дека нема да се одржуваат и воопшто не се појавуваше. Она што останува постаро е барањето на оштетените да се провери веродостојноста на досегашните докази со кои бранителот на обвинетиот успевал да ги одложи рочиштата, а тоа е операција во Турција. Ние не можеме да го вратиме времето наназад и да осомничениот го вратиме во судница. Но од друга страна, доколку тој бил уредно известуван, а не се појавувал, а тоа што тој не се појавувал, неговиот бранител во судот кажува дека е оправдано, а обвинителството провери дека е неоправдано, судот има право да изрече мерка притвор за осомничениот. Во таа насока сметам дека е потребно обвинителството да ги провери информациите како државен орган и да му се достапни тие информации, да може да провери дали навистина во тој период излегол од нашата држава осомничениот, дали навистина таа операција била направена и согласно одредбите од ЗКП, дали имал потреба воопшто таа операција да биде правена во тој период. Како што објавивме, оштетените сами се обратиле до граничната полиција и турската болница за да проверат дали обвинетиот навистина бил опериран, но граничарите ги известиле дека таква информација може да побара само судот. А судот смета дека нема потреба од такво нешто. На последните две расправи судот оцени дека отсуството на обвинетиот од расправата е од оправдани причини што произлегува од медицинската документација за сериозноста на болеста за која му е определено и боледување во тој период од надлежен орган, лекарот кој го лекувал. Од Прилепскиот суд велат дека превентивни мерки можат да изречат само по барање на обвинителството. Такво барање до денес до судот не е доставено, бидејќи и обвинителството веројатно проценило дека отсуството на обвинетиот е од оправдани причини. Од обвинителството не добивме одговор зошто не бараат оценување на веродостојноста на претходните докази со кои се одложува судската постапка, ниту какви мерки ќе преземат ако обвинетиот повторно не се појави во судница. Следното рочиште е закажано побрзо од вообичајната динамика на 3 март.